Вести на Канал 8. Добар ден. И во Кочани се подготвуваат протести против одлуката на председателот Иванов за помилување. Граѓански здруженија веќе закажаа масовен собир на граѓани, што ќе се одржи во вторник во градскиот парк. Продолжуваат протестите против одлуката на председателот Иванов за помилување на 50 на лица пред се политички функционери. Откако на протестите во Скопје им се придружија и жителите од другите градови во државата, сличен протест се организира и во Кочани. Според информациите, неколку граѓански здруженија веќе постигнале меѓусебен договор и се организирале преку социјалните мрежи за изразување на своето незадоволство од одлуката. Се најавува дека собирот на граѓани ќе се одржи во Паркот на Револуцијата во вторник со почеток од 18 часот. Веќе била постигната согласност за начинот на кој ќе биде организиран протестот, со намера истиот да помине мирно и без инциденти. Освен вклучените 4 граѓански здруженија кои се јавуваат како носители на активноста, свое приклучување најавиле уште 2, кои во вторник ќе го потпишат постигнатиот договор. Според најавите, од протестот ќе биде упатен повик до председателот на државата да ја повлече собствената одлука за помилување на политичарите осомничени за криминал, а собирите на граѓаните ќе продолжат и во наредните денови. Реализирана и последната активност, што е дел од проектот Превенција од никотиноманија, што ја спроведува СВР Штип во соработка со полицијата од Кочани. Во салата на основното училиште Никола Каре во Кочани се одржаа спортски игри во фудбал помеѓу полицајци и ученици. Во организација на Одсегот за превенција при СВР Штип во соработка со полициската станица Кочани, во салата на основното училиште Никола Каре во Кочани се одржаа спортски игри во фудбал, како дел од проектот Превенција од никотиноманија. Во проектот учествуваа 13 општини што ги покрива СВР Штип. Опфатени се учениците од 5 до 9 оделение од основните и од 1 до 4 година од средните училишта, или вкупно 14.000 ученици. Проектот го реализираме преку 4 проекти активности. Најпрво имавме едукација на врсничките едукатори, кои потоа правевме анкетирање на учениците од 5 оделение, од 9 оделение и од 4 година да видиме нивното размислување, нивната употреба како активни, како пасивни пушачи. Потоа третата проектна активност е реализирање на едукативните предавања од страна на врсничките едукатори и четвртата проектна активност е денес која реализираме спортски игри во фудбал. Екипите во последната активност спортски игри во фудбал се составени од полициски службеници, ученици, врсничките едукатори, со цел дружење на полициските службеници со учениците и поголема блискост помеѓу полицијата и учениците, со цел да можат да ги истакнат сите нивни пороци и девијантни однесувања, да можат да ги пријават и навреме да се интервенира и испречи, бидејќи секогаш превенцијата подобро делува од репресивните мерки. Муслиманите од Кочани викендов го прославија роденденот на пророкот Мухамед. Тоа беше повод во мултикултурниот центар да се одржи свечена програма, на која беше представен животниот пат на пророкот, а се читаше поезија и се пееја верски песни. Одбележувањето на роденденот на пророкот Мухамед беше повод џамискиот одбор од Кочани да организира свечена програма за своите верници. Голем број граѓани од муслиманска вероисповед дојдоа во салата на мултикултурниот центар, каде се одржа свеченоста, а на која оџата Абдул Меджид Еркан зборуваше за значењето на празникот. При тоа беше речено дека се работи за голем ден за сите муслимани во целиот свет, а членовите на џамискиот одбор истакнаа дека на свеченоста поканале гости и од соседните општини, како и припадници од другите религиски групи. Денес овде сме собрани по повод раѓањето на Мухамед, последниот пророк на муслиманите. Тој бил роден 20 април 581 година во Меке. По тој повод ние овде денес имаме еден начин на приредба со која ги поканивме и сите останати луѓе кои не се дел од не се муслимани, односно и христијани и други. На Мухамед мајка била Амине, татко била Абдуллах. Последниот пророк пред да се роди неговиот татко починал. Тој на 40 години станал пророк, значи во 6 и 10 година. На свеченоста по повод празникот се пееја така наречени илахии, односно муслимански верски песни, а најмладите читаа поезија во чест на пророкот Мухамед. Поддршка во организацијата на настанот даде и локалната самоуправа на Кочани.
Регионален надпревар за хорови и оркестри се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Учествуваа повеќе основни училишта од општините од регионот. Најдобри се покажаа основните училишта Никола Карев, Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи. Со освоени најмногу бодови ќе учествуваат на државниот надпревар за хорови и оркестри, што ќе се одржи во Кавадарци. Основното училиште Никола Карев се покажа како најдобро на регионалниот надпревар за хорови и оркестри, чиј домаќин годинава беше Основното училиште Свети Кирил и Методи Кочани. Освои 2 први награди и обезбеди пласман за учество на државниот надпревар, што ќе се одржи во Кавадарци. На овој надпревар ние освоивме 2 први награди. Со тоа стекнавме право за учество на републичките надпревари кои ќе се одржат во првата половина на мај ова година. Тоа со 96 поена доби и хорот, поставата на хорот и поставата на оркестарот. Од останатите училишта, оркестарот со орфови инструменти од Основното училиште Малина Попиванова се надпреваруваше во првата дисциплина и го освои првото место со 96 бодови и ќе учествува на државниот надпревар. И исто така и хорот од Основното училиште Свети Кирил и Методи со освоени 96 бодови ќе учествува на државниот надпревар. Инаку, на надпреварот учествуваа сите основни училишта од регионот: Никола Карев, Свети Кирил и Методи, Раде Кратовче, Малина Попиванова, Страшо Пинџуро Чешиново, Свети Климент Охридски од Облешево, Синиша Стоилов од Зарновци и Крсте Петков Бисерков од Оризари. Се представија со претходно најавени 2 композиции за хор и исто толку за оркестарот. Стручното жири оценуваше според квалитетот на изведба на композициите. Развивање на спортскиот дух кај децата уште од најрана возраст е целта на детската олимпијада, што во организација на детската градинка Павлина Велјанова се одржа во Кочани. Децата се надпреваруваа во 4 дисциплини: трчање, скокање во вреќа, полигон и влечење јаже. 200 деца на возраст од 5 и 6 години од детската градинка Павлина Велјанова учествуваа во 4-та поред детска олимпијада што се одржа во спортската сала на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Олимпијадата е дел од проектот Спортуваме и се радуваме и има за цел да ги промовира и популаризира спортот и рекреацијата кај најмладата популација. Нашата единствена цел е развивање на спортски дух, здрави животни навики, развивање на физичкото здравје, а пред се и на надпреварувачкиот дух. Децата денес се надпреваруваат во 4 спортски дисциплини: штафетно трчање, полигон, носење на предмети со помагало и влечење на јаше. За добро завршената работа, како и секогаш, децата ќе бидат соодветно наградени со медали. Ова е 4-то издание на детската олимпијада во Кочани. Ја организираат детската градинка и општинскиот спортски актив, а покровител на манифестацијата е општина Кочани. Организаторите рекоа дека олимпијадата ќе продолжи да се организира и во наредните години. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани премиерно беше одиграна представата Просидба од Антон Павловиќ Чехов во режија на Трајче Ѓоргиев. Истата беше во изведба на актерите од театарското студио што работи во склоп на Центарот. Премиера на представата Просидба од Антон Павловиќ Чехов се одржа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Режисер е Трајче Ѓоргиев, а актерите одлично ја доживеа улогата во која глумеа. Представата ја подготвија за околу месец и половина, време за кое се вложи многу труд и енергија за да излезе една преубава комедија на која ќе може убаво да се насмее публиката. Го играм ликот на Ломов во представата Просидба. Еден доста интересен лик со интересен карактер, можам да кажам слободно и кој противрече од една во друга ситуација. Секој нов лик е предизвик секако за секој актер, но сепак се бориме заедно и јас како актер и режисерот како главен кој што ни сугерира на кој начин тоа да го направиме за на крај да биде блескаво како што треба. Во представата Просидба ја играв улогата на Наталија Степановна. Тоа е еден доста тежок карактер кој што цврсто стои зад своите аргументи. Јас како личност се пронајдов во оваа улога затоа што во секојдневниот живот исто така има моменти кога сум доста тврдоглава, доста се инаетам и така. И затоа оваа улога ми беше еден голем предизвик.
Во представата го играв ликот на Чубуков, доста надмен лик. Ликот доста се всклопи со мене, лесно успеав да ја изнесам улогата. Представата помина во најдобар ред, како што и се надевавме, имаше доста посетеност. Премиерата протече подобро од очекуваното. Посетеноста беше на високо ниво. Следна активност на овие амбициозни актери е подготовка на детска представа за која исто очекуваат голема посетеност. Регионален надпревар по англиски јазик се одржа во основното училиште Малина Попиванова. Учествуваа ученици од основните и средните училишта од регионот. Основното училиште Малина Попиванова во саботата беше домаќин на регионалниот надпревар по англиски јазик за ученици од основните и средните училишта од општините Кочани, Виница, Зрновци, Чешиново, Облешево, Берово, Делчево и Македонска Каменица. Најдобрите тројца ученици од основно и тројца од средно образование се стекнаа со право за учество на државниот надпревар. Сите пласирани ученици од основното образование кои што учествуваа на општинскиот надпревар и кои се здобија со право да учествуваат на регионалниот се тука, исто така и сите колеги, што нас како училиште домаќин многу не радува. Според резултатите добиени од учеството од средните училишта, најдобро се покажа Средното општинско училиште Љупча Сантов Кочани. Наградени се две ученички, Ангела Ајтовска го освои првото место и Јована Тодева второто. И двете обезбедија пласман за учество на државниот надпревар, што ќе се одржи на 7 мај во Скопје. Надпреварот беше во организација на асоциацијата Елтам, која што е единствена официјална лиценцирана асоциација што може да организира надпревари, а ја сочинуваат наставници по англиски јазик од Република Македонија. Спортски игри наменети за децата од 5 и 6 години реализираше основното училиште Никола Карев за децата од детската градинка Павлина Велјанова. Се запознаа со училиштето и со активностите што од септември ќе треба да ги реализираат заеднички, кога и тие ќе се вклучат во образовниот систем. Децата од детската градинка Павлина Велјанова во посета на спортската сала во основното училиште Никола Карев. Со идните правачиња беа реализирани спортски игри, со цел развивање на спортскиот дух кај децата и запознавање со училиштето, наставниците, како и со активностите што во иднина ќе ги реализираат во него. Првата станица имаме спобирање, потоа имаме на втората станица одење, слалом измеѓу патеките. Третата станица ни е показна исто така носење и шутирање на кош. И четвртата станица, пошто ја одбаравме најпоследна и најатрактивна, децата го обожаваат сладоледот и ќе имат носење, имитација, ставање на сладолед во корнети. Значи, преку таа игра ќе се запознаат со повеќе елементи од комуникацијата и спортските вештини за нивната најмлада возраст. Во спортските игри учествуваа околу 120 деца на возраст од 5 и 6 години. Активноста се реализира преку проектот Отворени забавни фудбалски школи. Следува информацијата од спортот. Фудбалските екипи од Кочани викендов не ги постигнаа очекуваните резултати. Женскиот фудбалски клуб Кочани играше нерешено во Струмица против Тиверија, а Осогово претрпе пораз на гостувањето против Баби во Штип. Викендов се одигра 15-тото коло во правенството на првата фудбалска лига за жени. Женскиот фудбалски клуб Кочани гостуваше во Струмица на средба со екипата на Тиверија. Иако се очекуваше за нашите фудбалерки тоа да биде рутиниран меч од кој требаше да се вратат со победа, надежите не се исполнија. Девојките се изборија само за нерешен резултат, што е далеко од очекувањата, посебно што мораа сериозно да се потрудат и за да го освојат тој еден бод. Причината за тоа е што струмичанки први постигнаа гол уште во 6-та минута над преварот, а 20 на минути подоцна веќе водеа со 2:0. Гостинките од Кочани го намалија неочекуваното водство на домашните на крајот од првото полувреме со голот на Милеска. Истата фудбалерка, 5 минути по почетокот на второто полувреме, уште еднаш ја затресе мрежата на Тиверија и го изедначи резултатот. Во 67-та минута, екипата на Кочани дојде во водство од 2:3 со голот што го постигна Верица Георгиева. И кога гостинките веќе ја имаа победата пред себе,
На 2 минути до крајот на надпреварот дозволија да бидат изненадени во акција на Струмичанки, во која Танева го изедначи резултатот на 3:3. Во тој момент ЖФК Кочани остане и со играч помалку поради вториот жолт картон што го заработи Анета Георгиева. Следното 16-то коло се игра идната сабота, а ЖФК Кочани на домашен терен ќе го пречека лидерот на табелата, екипата на Драгон 2014. Во третата фудбалска лига Исток пак викендов се играше 17-тото коло во кое Осогово гостуваше и се врати со празни раце, со што се најде во опасната зона на дното од табелата. Жолто-сините се сретнаа со екипата на Баби во Штип, која претходно застануваше само 1 бод помалку од кочанскиот третолигаш. И покрај очекувањата на стручниот штаб на Осогово дека ќе биде прикажана офанзивна игра и ќе се продолжи добрата резултатска серија од пролетниот дел на првенството, Штипјани не дозволија изненадувања. Со освоените 3 бода, тие се најдоа пред нашата екипа, зад која има само уште 2 тима со кои осоговци ќе се борат за избегнување на предпоследното место. Следното коло на домашен терен, Осогово ќе се сретне со Каменица Саса, меч од кој зависи дали кочанските фудбалери ќе успеат да се задржат на 9-та позиција на табелата. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница. Довидување.